Грчка инвазија на македонскиот електроенергетски систем. Грците сериозно фрлија око на македонските капацитети. Покрај тоа што сакаат да градат хидроцентрали, сакаат и да ја продаваат струјата на малите потрошувачи и домакинствата. На неколку часа пред истекот на рокот за потпис на договорот за изградба на најголемата хидроцентрала Чебрен, се уште не знаеме што ќе се случи. Вчера беше последниот работен ден, а грчката компанија не го стави потписот. Од нашето Министерство за животна средина велат ќе чекале додека не чукне и последниот час, случајно ППЦ Архиродон да не го пратиле договорот по пошта па да доцни пратката. Експертите откако беше доделен тендерот се согласни дека не треба да се даде изградбата во туги раце. Македонските инженери се обратија и до председателот Пендаровски. Сепак можноста да пропадне договорот не е од македонска иницијатива. Во случајов со јавно-природно партнерство, градењето на Чебрен, например, не е добар потек, затоа што конечно газда на тој Чебрен ќе биде странскиот партнер, повеќе од 50%, значи 67%, и во тоа ново компонирано предпријатие ние ќе бидеме на некој начин, како што често велам, кираџи или поданици или слуги. Не само Чебрен. По овој тендер грчкото електростопанство го мерка бизнисот со струја за домакинства и мали потрошувачи. Компанијата Едаса, која е во собственост исто на ППЦ веќе 5 години по потпишувањето на преспанскиот договор и со која се преговара за Чебрен, е сериозен конкурент за нов универзален снабдувач. Инаку според системот за јавни набавки, Едаса и годинава лапна голем дел од тендерите за снабдување со електрична енергија на јавните предпријатија и општините во Македонија. Од Илинденска тврдат немало грчка инвазија, туку сме биле отворена економија. Република Македонија има отворена економија, транспарентна, каде што има јавни повици кои се отворени за сите заинтересирани страни. Државните електрани пак размислуваат блок 1 во Рекбитола да го дадат на странски партнер, а кандидати за ова се шпекулираше дека е грчка компанија. Претходно грчките медиуми, повикувајќи се на македонски извори, пишуваат дека операторот ИПТО подолго време преговарал со владата во Македонија и дури испратиле понуда за купување на МЕПСО. Од владата тогаш рекоа, оти секој може да е заинтересиран за што сака, ама МЕПСО не било на продажба и дека планот за продавање било шпекулација. Доколку се оствари се ова, очигледно е дека Македонија ќе стане енергетски зависна од Грција. Во моментов знаеме дека надзорот на гасоводот што ќе ги поврзе Македонија и Грција му е доверен на грчкиот оператор Десва, кој 1/3 е во собственост на грчката влада. Што значи, од една страна ќе биде консултант, а од друга ќе го гради гасоводот.